Ви благодарам за присуството денеска. Мораме да изреагираме за тоа што го видовме за време на илинденските празници, а тоа е еден говор полн со омраза, со навреди од страна на премиерот. Значи, на најголемиот државен празник на Илинден, Мицкоски ја употреби, односно ја злоупотреби говорницата за повторно да ја продолжи својата политика на поделби, на омраза и на навреди. Мицковски од говорницата повторно зборуваше за талок. Повторно своите сограѓани ги нарече талок. Кој е тој талок за кој што всушност зборува Мицковски? Тоа се сите оние што не се согласуваат со него. Тоа се сите оние што знаат колку е Мицковски неспособен. Тоа се сите оние што знаат колку Мицковски лаже. Тоа се сите оние што се борат за правда, за еднаквост, за одговорност, сите оние што се борат за европска перспектива на својата држава. Истиот човек кој што со години нас, граѓаните, не нарекува, цитирам, талок на општеството, мекотели, мочуриште, медиокритети, лешинари, повторно и тоа одговорницата по Пелинце, каде што требаше се прати порака за обединување, го користи истиот јазик на омаловажување, повторно истиот јазик на етикетирање. На денот кога треба се зборува за слобода, на денот кога треба се зборува за достоинство, за иднина, Мицковски повторно избра да ги навредува своите сограѓани. Мицковски повторно избра да го дели народот. Ова веќе не е патриотизам. Ова е патолошка политичка омраза. И тоа треба веќе јасно да се каже. И додека самиот Мицковски за својот народ зборува како за талок, Македонија тоне во економска криза, животниот стандард секојдневно опаѓа, водата е отруена во се повеќе населени места во државата, државата е заглавена без напредок во евроинтеграциите, реформите стојат во место. Или како што и самиот Мицковски кажува, тој ја клати државата, ги клати граѓаните во еден привиден воз, а воз всушност не постои, а богами не постои ни шина. Граѓаните секојно не плаќаат цената на неговата неспособност. Секојно се уверуваат во начин на кој што Мицковски ги навредува. Прво во еден патриотски, квази-патриотски вознес, ги повикува граѓаните летните одмори да ги поминат покрај прекрасните македонски езера, реки, планини, за да неколку дена потоа самиот тој изјавува дека нема да оди на одмор во Македонија, ќе оди на друго место. Откако му станува јасно како ги лаже граѓаните, нас на сите ни кажа дека тој всушност нема да оди на одмор, ќе оди на екскурзија. Така да кога го видите Мицковски на плажа, да знаете дека он е на екскурзија. Почитувани, Христијан Мицковски не може да биде премиер на сите граѓани се додека нас не нарекува талок. Се додека македонските граѓани ги нарекува талок. Ние, за жал, немаме премиер, немаме лидер. Ние имаме шеф на една организирана криминална група. Ете, тој е Христијан Мицковски.